Кога се споменува текст, односно контекст, каков и да е, нели, од кој било медиум или во кој било медиум, веднаш се помислува на зборовите. Нели, како јазични единици, зад кои се крие значењето на текстот. Меѓутоа, овдека денес сакаме да споменеме за друг тип на знаци, кои исто така како јазични единици представуваат, нели, имаат значење во правописот и правоговорот на македонскиот стандарден јазик. Секако дека и овие знаци за кои што денес ке зборуваме се наоѓаат во правописот, нели, на македонскиот јазик, се објаснети, дефинирани и така натаму. Станува збор за интерпункцијските знаци. Значи, сепак и интерпункцијските знаци имаат свое значење. Кога се споменува интерпункција, тоа подразбира збир, односно систем на интерпункцијски знаци, нели, за секој јазик, па во таа насока и за македонскиот јазик, кои ја надополнуваат пишуваната форма, нели, кога сакаме нешто да изразиме преку пишување на текстот. Како што е познато, интерпункцијата всушност доаѓа од латинскиот интер, што значи меѓу, и пунктум, што значи точка, и представуваат графички еквиваленти, односно воопшто целата интерпункција, представува графички еквивалент на интонацијата, односно на ритмот на зборувањето, на акцентот и така натаму. Под терминот интерпункција во правописот на македонскиот јазик се подразбира системот писмени знаци со кои се означуваат почетокот и крајот на реченицата, потоа границата и односите меѓу дел речениците, се разбира и меѓу реченичните членови. Понатаму интонацијата, темпото, паузите при зборувањето и така натаму. Значи, интерпункцијата ги опфаќа правилата за употребата на интерпункцијските знаци. Ако тргнеме од фактот дека секој текст, нели, му припаѓа на определен стил, односно дека секој текст содржи стилска информација, токму во таа насока сакаме да кажеме дека и секој текст е вклучен во определен функционален стил. Се разбира, независно од тоа што нели, секој текст може да се определува во определен функционален стил, сепак правописот ни налага дека треба да се почитуваат интерпункцијските знаци. Во македонскиот јазик ги имаме следните интерпункцијски знаци. Имаме точка, имаме запирка, прашалник, извичник, точка и запирка, две точки, три точки, заоблени и квадратни загради, потоа е тире или црта, наводници, а со ревидираниот правопис се воведуваат и полунаводниците, односно затворените полунаводници. Интерпункцијските знаци се учат од прво оделение. Значи, во образовниот систем се знае при завршување на мислата, она што е напишана во реченица, се става точка. Се разбира дека во правописот се наведени сите правила кога се пишува точка како интерпункцијски знак, односно најчесто тоа е за крајот на расказна реченица, нели. Понатаму, нели, се наредени сите можни правила кога се пишува точка, па можеме да наведеме, да речеме, таа ми раскаже еден сон. И на крајот од реченицата секако има точка. Се разбира дека реченицата почнува со голема буква, меѓутоа овде имаме завршена мисла и при пишувањето на реченицата на таа мисла се става точка на крајот од реченицата. Покрај точката и запирката е една од интерпункцијските знаци која што се употребува во македонскиот јазик и за неа секако има определен поголем дел објаснето во правописот кога се употребува и кога не се употребува. Запирката е една од интерпункцијските знаци која, да речеме, во
ја има и во другите јазици, нели, и еден од најстариот интерпункциски знак што се употребува. Рековме дека таа се употребува во реченицата при набројување на повеќе делови, потоа при вметнување на делови во реченицата и така натаму. Она што сакам да го истакнам, ќе кажам еден училишен пример, школски пример, колку е важна понекогаш, односно колку е важна и може да биде двосмислена ако случајно не се употреби онаму каде што треба. Значи, запирката има и смислово разликувачко значење. Го давам примерот. Американецот работи ако го платат добро. Ставаме точка. Според интонацијата имаме завршена мисла и една друга реченица. Македонецот работи, запирка, ако го платат, запирка, добро. Со самата интонација на изговорот, што се пренесува потоа со интерпункцијските знаци, нели, при пишувањето, се забележува дека се сосема две различни мисли. Според тоа многу со овој пример сакав да покажам колку се важни интерпункцијските знаци. Не го карактеризираат само начинот на зборување, интонацијата, акцентот, туку понекогаш може да доведе и до забуна при исказот, ако не се забележи точно каде што треба во пишуваната форма.